сите, добре дојдовте во моето ново видео. Ова видео многу се радувам што го снимам и мене ми беше ненормално откритие и кога ги видов овие работи на интернет се викам јас вакво видео снимам одма. Зашто се работи? Се работи ствари за работи кои не сме ги знаели за секојдневни предмети. Постојат многу ситници и работи што ние можеби или не сме ги приметували или од секогаш сме се чуделе што е функцијата на таквото нешто. Така што во ова видео ќе имаме неколку примери каде што ќе ви покажам слика од нешто и ќе ви кажам што е уствари функцијата на тоа нешто. И верувајте, доста ќе се зачудите и сигурно за доста голем дел од вие не сте знаеле. Па без многу долго влекување одиме на видеото. Сега јас само ќе се поместам вака, за да тука да има место за да ставам слика од чудото и вие да го гледате. Првата работа е овој џеб или го викаат и уште петтиот џеб, дека дали има два џебови напред, два позади обично и петтиот е овој. Секогаш сите сме се чуделе зошто постои. Сега луѓе во низ годиниве му измислуваат функција, демек бил за чување ситни парички или бил за лабело женски да ставаат, али уствари употребата датира многу од поодамна, негде од 1850 година, ако добро памтам. И како што гледате на сликата, тоа било џебче за да си ги чуваат сите џебните часовници таму, бидејќи во тоа време ги користеле премногу и би било многу чудно некој ако нема џебен часовник и сите фармерките ги измислувале тие работи за тој џеб да биде посебно за чување на твојот џебен часовник. Сега вторава работа исто за фармерките, односно овие мали метални чуда што не знам вие дали си имате запрашано зашто постојат, али јас го имам тоа помислено неколку пати до сега и стварно не гледам причина зашто би стоеле на фармерките. И уствари не било само мода, туку имале важна улога. И вика дека тие се ставени на делови каде што фармерките обично се кинеле, па тоа го спречува тоа. И тие порано биле најпопуларни кај рудари, фармери и слично, што многу ретко им се кинеле вакви фармерки и тој проблем го решавале со тоа што ќе стават вакво метално и на тоа место повеќе нема да се кине или ќе се кине многу потешко. Третата работа е дупката на капачињата на ваквите пенкала. Сега ова обично е проблем кај помалите деца, бидејќи се стават во уста и се што ќе видат мора они да го изерат или да не знам. Али не се само децата, ја многу често сум приметил дека јас нон-стоп џвакам некоја пенкало од нервоза, дали на час, дали на не знам што. И имало многу проблеми порано со малите деца, бидејќи ако не го видиш ќе голтне ова и може да се случи доста голем проблем. Уствари со новија пенкала што остава дупчето до згора е дури да го голтне и да му се заглави тука, дека има простор од него да влага воздух и нема да се угоши, така што е полеснителна околност и помалку опасно, ама пенкалата не се за јарење, пенкалата се за пишување, така што не јадете пенкала. Четвртото и едно од мене mind-blown ствари е тоа што за ова немам слика, ама за ова си ја земав мојата кола тука и ја појма немав дека ова за тоа служи. Уствари се работи за ова. И ја уствари овој простор, чека морам да отворам. Јас овој простор секогаш сум мислел дека зара не знам да го фатиш поубаво и за полесно да отвориш леменката. А уствари било за ти, сега како да ви покажам да не исторам колку. За го свртите вие вака и вака свртено да биде држач на твојата цевка. Дали гледате? Еве ќе ви оставам и слика тука да видите тоа како изгледа поубаво, зашто вака како ви покажам ќе ми се истори ова, али колку ова ми е mind blown и колку ствари цело време они ни ставале тука држат за цевка, а ние тоа да не го приметиме. Можеби ова го имате сретнато негде на интернет, али случајно ако не сте знаеле, од сега да знаете дека со лименките можете многу лесно да си ставите вака цевча зашто имате држач и да си пиете сокче. Следната работа е количките во супермаркет. Има филозофија зашто е ставен овој простор тука. Сега ја обично сум гледал дека луѓе што пазарат со мали деца, обично детето ќе го седнат на тоа и мислев дека за тоа служи. Друго што имам сретнато е дека луѓе ташните си ги ставаат таму, зашто да не им стои на грб, ќе стави таму, али уствари намената на тоа зашто било направено е за работи како леп и како јајца за да не стојат помеѓу другите намирници и да не се скршат или да не бидат стуткани, згмечени и whatever. Не било ни за дете, не било ни за чанта, иако и тоа работи, али главната намена зашто го направиле било тоа. Следнава работа, сега не знам дали има луѓе што грешат, али на интернет вика дека има многу луѓе што грешат кога одат на бензинска за да напунат гориво, колата ја ставаат наопачки, од што не можат точно, посебно на почеток кога нова колата, не можат точно да запамтат од која страна има тоа капачето за бензин. И уствари на секоја кола што гледаш напред на шалтаблата, секогаш ти пишува со стрелката дали тоа од лево или од
надесно и да не можеш да одгрешиш. И ете, ако не сте знаеле зашто е таа стрелка, ете зашто е. Мара мислам дека сите знаат кај точно им е капачето, али ете, ако некој не знае, проверете си ви пишува. Следното нешто се овие мистериозни дупчиња на патиките, обично на вакви конверс ствари и чуда. И сега луѓето или го тумачат како морен додаток или го тумачат како просторот каде што треба да влегува воздух. Што ствари нема врска, ваквите патики биле направени на почетокот за кошаркарите, за да може врвките да си ги врзат и од оздола, за да не се сопнуваат ако им се одврзат или слично. Така што за да не паѓат и да не се сопнуваат кошаркарите, овие патики биле направени за тоа, за од оздола да ги врзат, за да не може да се исплеткаат и да паднат. Следнава работа е нешто што ми беше исто така едно од mind-blown ствари. Тоа се овие ваквите тетрадки што имаат од страна ваква црвена линија. И сега од порано овие тетрадки не многу ги памтам од писмена македонски која правевме, сегаш не тера да купуваме вакви тетрадки, најверојатно и вие. И кога ги правевме писмена, уствари таа страна служеше за да кога ќе ти пречкрта професорката нешто со црвено од страна ти напише некоја си забелешка зашто е тоа така и да ти го напише правилно како е. Али уствари немало врска со тоа, туку било направено поради тоа што многу порано во историјата главен непријател на домовите биле глувците. И тие најмногу обично сакале да јадат хартија. И сега за да го спречат тоа некој важен текст тебе да ти исчезне, да ти биде изеден од глушец, ја оставале таа црвена линија, за глушецот ако дојде да ти изеде, вајда нема да продолжи да ти изеде целата страна, туку само ќе грицка од таму. Така што ако имаш некој битен текст, нема да останеш без него, туку само ќе ти останат грицнати страните и така. Малце нереално ми звучи, малце измислено, али ова е факт што луѓето што првпат ја направиле тетрадкава вика дека е тоа, така да првичната намена била тоа, па сега се користи за белешки и чуда. Следната работа се зимските капчиња што ја едве чекам да почнам да ги носам и да стане поладно. Добро, ја уствари не носам вакви со топче, али ова е за тие со топче и уствари за што служело топчето тука што ти виси. Исто така сите мислеле дека е за мода, уствари намената биле овие капчиња ги измислеле и први ги носеле викинзите. Многу лесно им се отплетувале, зашто они си ги плетеле сами и многу лесно им се отплетувале и за да не им се отплетуваат решиле да се стават такво топче тука што ги ја држало цела капа и после им текнало наместо тоа топче да ставаат таму копче за да биде не знам некако помало, можеби им изгледало подобро, ставале копче и тоа обично од подалеку им изгледало на графче и сите за тоа почнале капава нели се вика бини на англиски и уствари името потекнало таму зашто после топче да ставале копче што личело на графче тука и за тоа почнале бини да ги викаат. Следното е зашто шишињата за пиво имаат толку долг врат и мислам дека буквално не постои шиша за пиво што не личи вака, освен ако е лименка. Али стаклените флаши на сите им изгледат вака. И уствари било за ти да го држиш горе со твојата телесна топлина да не го топлиш пивото. Поголемиот дел од течноста е подоле, не е во вратот. Ти кој ќе одржиш таму, што е можно подолго ти стои пивото ладно. Следната работа е дупчето на лижавчето, што ние уствари секогаш сме мислеле дека е свирче, а тоа воопшто ни немале ни намера да биде свирче, туку е само случајност да испадне дека е така. Уствари лижавчето кога го ставаат прежешко и го ставаат топено и тоа дека уствари иде надоли за да не се размачка многу, го става тоа дупче, тој отвор каде што таа течност кај тоа дупче запира и не оди понатаму и затоа е направено дупчето, за да не им тече надоле лижавчето и туку да остане таму кај што е. Следната работа е за овие чашките за кафе, за сок во кино, за што све не. И сега од страните на првата слика можете вајде да видите, од страните секогаш има 3 топчиња. Јас пример кога идам во кино, секогаш ми се интересни тие топчиња ги стискам. И уствари тоа било за ти така да го ставиш тоа под чашата, капача да го ставиш под чашата и да ти служи како држач. Следната работа, што има врска и со тастатурите денешни, али датира нели од првата машина за куцање, за пишување и причината зошто буквите на тастатура не се по азбучен ред да идат ABVGDG, туку се скрос рандом. И уствари било за овие машини што куцаат, кога биле по азбучен ред било многу полесно, не било потешко. Што јас сега го се замислев, не знам дали би било полесно така, али им било многу полесно и куцале пребрзо. И бидејќи овие машини не можеле толку да постигнат,
погледнато она што се копчињата за пишување на хартијата, им заглавувале од толку брзо пишување, за да го решат проблемот, за да им отежнат да им биде поспоро пишувањето, ги направиле рандом буквите да стојат и останале рандом и денес статурите. Морам да убрзам зашто видео изгледа иде да е многу долго, али следното е, сигурно сте приметиле дека на тенџерињата на дршките има код дупче и не знам, јас сум мислел дека тоа е пример ако некој сака тенџерето да го закачи на зид, за пример да си направи шајка или нешто и да го закачи тенџерето така да му виси. Не знам, сум мислел дека за тоа, оствари било за ваква дрвена лажица или какви да е за мешање, да се ја потпреш така и да не ти загрева многу ако ти е ставена целата внатре. Следната работа е намената на ова што си потпираш глава во кола и нели тоа се вади и уствари ти приспособува за колку и да си висок или низок за да си го наместиш да ти е удобно да си ја потпираш главата. И уствари да, тоа и му е намената, али имало и втора намена, тоа со тоа што целото се вади, примера не е пример само да горе доли да не се вади, туку целото се вади. И тоа било за во случај на неволја или нешто, не знам, не дај Боже да се случи несреќа со колата и да не можеш да искочиш, за да го извадиш тоа целото, за да си направиш поголем простор и бидејќи ти имаат шилести краеви кои ќе ги извадиш цело, за да можеш да го скршиш стаклото со тие. Не дај Боже да треба да ви се најде, или ете ако не сте знаеле, служи за тоа. Сега јас што сум плашлив толку од авиони, ова го немам приметено, а се имам возено дури 2 пати. Али ако сте патувале премногу долго и ако ви било досадно во авион, сигурно сте приметиле дека на прозорите доле има едно мало дупче. И тоа ствари имало две функции, што се многу паметни ствари. Првото вика дека дозволува проток на воздух, за да не се создаде многу притисок, па да предизвика пукање на стаклото како накачува висина авионот. И второто било паметен начин да се избегне замаглување на стаклата од топлиот воздух што го издишуваат патниците. Следната работа е малото дупче на iPhone помеѓу камерата и блицот. Сега не знам дали вие ќе можете да видите. Не знам колку можете да видите, еве слика. Сега помеѓу тие трите, под второто има едно што забегува на страна црно дупче. Јас знам што е, али има многу луѓе што се чудат зашто ми стои ова тука и тоа ствари ти е трет микрофон. Чекај убаво да се изразам, го имав тоа запишано. А помага да елиминира бучава во позадина и помага многу за концерти и слично да има подобар звук видеото. Следното е линиите на ваквите чаши за забави и уствари секоја линија имала значење или отпосле им измислиле значење, јас стварно не знам, али демек доле ќе си ставиш само до таму мало шотче, после до таму ќе си ставиш малце винце и до таму пиво. А ја после гледам дека има уште барем 3 црти тие за шосе. Следната работа е нешто што многу не има нервирано, а тоа се овие гуми што сме мислеле дека тоа плавато на гумите ти ќе ти избрише пенкало и уствари ти ќе земеш и ќе го искинеш цел лист од тоа, што врска немало дека тоа е за пенкало бришење, туку вистинската функција му било дека бришело исто така молив, ама на потврда хартија. Сега не знам дали се мисли точно на оние блокови за цртање што сме ги имале ние или некоја си уште подебела хартија што ја користат уметниците, али дефинитивно служи само за молив и никако за пенкало. Следната работа се овие дрвени закачалки што можеби изгледаат како помодерен дизајн на пластичните и на металните закачалки, али уствари имаат намена дека имаат некаков си мирис со тоа што бркаат бубачки, молци, чуда и не ви се закачуваат за лиштата, а и многу подолго траат зашто се од дрво. Многу полесно да скршиш пластика или да се свитка тоа тенките закачалки, овие барем ти траат најдолго. Предпоследната работа е за она пластичното под капачињата, мислам дека ги немаат сите капачиња, али многу често ги има и ние знаеме да си играме со тоа и да ја вадиме пластиката. И ствари тоа дури имало функција, тоа да ти го држи свеж пијалокот и да не ти ветре, зашто иначе ако го нема тоа, ти кога ќе го пробаш сокот нема ти биде воопшто освежителен, туку ќе ти биде еден обичен млитав сироп. А вака тоа ти го држи свежо како го ставиле така да си остане додека не го отвориш ти. И последното се овие работи што сигурно мислам дека нема човек што ги нема видено и нонстоп у сите алишта и чуда сегде ги ставаат и јас пример никогаш не сум се ни заинтересирал ниту да прашам, ниту да прочитам негде за што служат оствари. Сега ми се просветли животот, тие тоа вика вака. Тие одржуваат свежина и излекуваат влажноста од нивната околина, полни се со мали топчиња што собираат влажност до 50%, помагаат да се одржи нешто што би се уништило од влага и затоа чувајте ги и следна пат ако ви падне телефонот во вода, ставете го во многу вакви. Толку. Сега можам да се вратам на средина. Ве молам кажете ми дали ви беше ова видео интересно, затоа што мене ова ми беше просветлување и
и ставив 22 работи, од овие претходно не знаев ништо, така што не знам дали вие сте знаеле некој од овие, дали вие не сте знаеле ништо или можеби не сте знаеле голем дел, или така да ве молам, пишете ми ако ви се допадне ова видео и ставите лайк на ова видео и не забравяйте да се супскрабите на мојот канал и како и секогаш ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Чао!